Рангирањето на најстариот македонски универзитет на 1990-то место од вкупно 20.000 универзитети укажува дека УКИМ е многу блиску до испаѓање од 2000 најуспешни универзитети во светот, а се подалеку од посокуваниот пласман во првите 1000 најуспешни универзитети. Она што навистина загрижува е надолниот тренд каде од почетоците на неговото рангирање УКИМ константно назадува. Другите македонски универзитети стојат уште полошо, но сепак очекувањата на јавноста во нашето општество се во најголема мера фокусирани на УКИМ. И целиот притисок секако. Се постава прашањето дали е возможно подобрување на состојбите во оваа сфера со оглед на средствата кои се одделуваат за наука од страна на Министерството за образование и наука, кои од мали во меѓувреме станаа символични. Не е реално да се очекува подобрување на пласманот УКИМ во услови на безмалку непостоечки буџет за наука, ниту компензирање исклучиво со странски проекти. Неуспешната либерализација на високото образование создаде само дополнителен притисок врз најстариот универзитет, кој мораше да се прилагоди на новонастанатата ситуација. Од друга страна, дебалансот кој се создава со запишување на само одреден број факултети кои се сметат за вработливи, дополнително придонесува кон одлив на мозоци со оглед дека оваа вработливост најмалку се однесува на локалната економија. Тоа ги намалува шансите за поквалитетен научен кадар, но и квалитетно задоволување на пазарот на труд на локално ниво, а редовната критика дека УКИМ не комуницира со пазарот на труд секако останува. За овие состојби предизвици разговараме со професор доктор Христина Спасевска и професор доктор Владимир Петрушевски Фили, обајцата поранешни проректори на УКИМ. Фили, добре дојде. Здраво, благодарам што прифати поканата, мислам дека сме на вистинското место во вистинското време да поразговараме со овие теми. Во 2024 година УКИМ се најде повторно на 1990-то место од вкупно рангирани 25.000 универзитети грубо на листата на Центарот за рангирање на светските универзитети, тоест се наоѓа прилично далеку од посакуваниот пласман во првите 1000 универзитети. Ова сепак е релативен показател со оглед на тоа дека на социјалните мрежи се појави податок дека тоа е идентично на ситуација во која нашата фудбалска репрезентација би била 15-та на светот, а државата 16-та по богатство. Очигледно нова може да се гледа од повеќе аспекти. Каде е тука вистината? Вистината е дека може да се гледа од повеќе аспекти. Така. Ајде да одиме поред вака. 1990 од 2000. Тоа и не е толку лошо, ајде да бидеме реални. Македонија е мала, сиромашна. Кога тоа во старт ќе го земеме предвид, не е лошо да се биде меѓу првите 2000. Така. И тоа е во моментов факт и е важно да останеме и натаму меѓу 2000. Некој реален дострел. Да. Сега ние 15, 16, тоа е малце така. Малце проиграно. Малце релативизирано. Да, не ми прави кеф споредбата. Професор Спасевска, добре дојдовте. Драго ми е дека ја прифативте мојата покана за гостување на подкастот. Инаку кога се договаравме, знаев дека отприлика ги покривате сите полиња за кои денеска ќе разговараме, затоа што сте професор на ФЕИТ, на Факултетот за електротехника и информатиски технологии, понатаму председател на инженерската институција на Македонија, тоа е апликативниот дел, и член одбор за евалуација на високо образование, значи ги знаете, работите и од тој аспект, буквално сите аспекти кои денешниот подкаст ги опфаќа. Аз ти поранешен продекан за настава на ФЕИТ и проректор за настава на УКИМ, мислам дека тоа е еден комплетен профил кој ги покрие сите теми кои денеска ќе ги разговараме, затоа што ќе разговараме малку и за овие потеоретски, но и за попрактичните аспекти на академската работа и воопшто позицијата на УКИМ. Здраво, Ненад. Благодарам за поканата. Навистина секогаш ми е предизвик да разговарам со вас, особено на онаа тема што сите нас како академски работници не засега. Точно е, УКИМ стои на едно плато сега овие 2-3 години, од 1900-то место. Јас секогаш велам дека прво многу убаво што УКИМ се споредува, капацитетот на УКИМ и местото се споредува со државата. Тоа значи дека навистина сите го перципираме како УКИМ најзначаен универзитет во државата, кој треба да ги носи и политиките и да биде најдобар и најквалитетен. Она што е многу значајно за покачување на УКИМ на ранг листите, тоа треба да биде одлука политичка на државата.
Тоа не може да го реши само УКИМ или само УКИМ да се активира во насока на покачување. Може делумно, но во секој случај значи треба да биде политичка одлука на државата, како што била на многу држави во нашиот регион. Так. На Србија, Словенија и така натаму. Но од друга страна пак што може УКИМ да направи? Како најголем и највлијателен универзитет да даде сериозни престижни мерки на државата што треба да се направи. Сепак ние имаме исклучителни научници кои можат да кажат што треба да се направи. Така е. Во прилог на ова што го говориме, постојат и други рангирања на универзитетите. Така според Scimago Institutions Ranking, УКИМ е рангиран меѓу првите 38% од рангираните светски универзитети, односно на 23% од рангираните универзитети во Источна Европа, како и на прво место во Република Македонија. Или подетално од аспект на вкупно рангирање на 4364 универзитети за 2022, УКИМ се најде на 657-то место, согласно приказот на графиконот кој може да се најде на сајтот на УКИМ. Така се воочува тренд на подобрување, односно од 743 место за 2020 кон 727 за 2021 и 70 места погоре за 2022. Дали ова релевантно рангирање и како да го споредиме со претходното? Дали се воопшто споредливи категории? Scimago рангирањето може да се спореди самото со себе Така. и да се следи со тек на годините. Релевантно е доколку оние 4000 и колку беа универзитети се секој пат истите тие. Така. Ако се тие истите, тогаш да, ние навистина напредуваме. Доколку не, тогаш е малце Друга мерка. шкакливо, што Така, би рекле така. браќа Хрвати. Не знам зошто едни запнале со Шангајска листа, други со CWR, трети со... Јас, например, најмногу ги сакам Webometrics, Да, показателите. бидејќи тие се однесуваат на сите регистрирани универзитети, 32.000 универзитети. Тоа е одлична цифра, 32.000, и Скопскиот универзитет, УКИМ, е негде околу 1600-то место Така. во моментов, малце под тоа. Како и да е, можеме да кажеме дека сме во првите 5% од регистрираните универзитети. Според Webometrics. Така, според Webometrics. Што не е ни малку лошо. Што воопшто не е лошо. Така. Оти да гледаме според Шангајската листа, која што е направена за престижните универзитети да може да се споредуваат едни со други, Така. нема да ни помогне, бидејќи први нема да се најдеме. Кај нас во Македонија веќе долги години наназад се правеа и национални, но и ги гледаме овие меѓународни рангирања. Сите тие имаат различна метрика и различна статистичка тежина. Така. Убаво е што УКИМ најпосле дава одговор зашто е на тоа место каде што е. Иако според мене споредливоста и покачувањето само за определен број на места не значи ништо на долг период да се фати некоја линија нагоре. Ова платото од 1990 места, ние тука стоиме токму затоа што последните 2-3 години УКИМ направи некакви активности за подобрување на видливоста. Да. Со репозиториумот ги ставивме докторските дисертации. Се уште веб страната е стара, која што едноставно не користи софтверски алатки за пребарување кои може да ја направат видлива. Се надевам дека и тоа во Да наредниот... се најдат написи од професори и така натаму. Едноставно, значи, новите софтверски алатки со кои се прават веб страните овозможуваат наша интернационална видливост во тие, да кажеме, дигитални домени. Дарија, реално да се врши огромен притисок врз УКИМ во ситуација каде во 2014 сме одвоиле 789 милиони 708 илјади денари за наука или 0,45% од вкупниот буџет, а во 2023 таа сума да изнесува само 268 милиони 236 илјади денари или бедни 0,08% од вкупниот буџет. Важи ли правилото колку пари толку наука или некако магично се очекува со помалку средства да се постигнат поголеми резултати? Доколку науката е музика, тогаш важи. Инаку, малце да поразговараме. Значи, ајде првим вака, оние 0,45% од буџетот. Да, ама веднаш да кажеме, тоа се 0,45%
заедно со платите на истражувачите. Така. И тоа веќе ја Намалува бројката сериозно. имено Така е. за наука останало помалку. Во секој случај оние бедни, како што велиш, 0,08% се некаква срамота. Држава која што ќе дојде до таму, како да сака да каже дека ова е на пат да потоне и да исчезне. Да. И не треба да се замараме со тоа воопшто. Тоа не е добро. Добро би било исто така да не очекуваме секогаш некој друг да ни додели, туку дел од средствата да ги предвидиме ние самите од сопствените средства. Така. Ама тоа е веќе друга приказка за која што само нафрлам вака дека е добро да се има во вид. Секако овие се многу мали буџети. Тука и не можеме и повеќе и не одговараат на потребите, на нашите потреби како научно-истражувачка фела, не само на УКИМ, туку и на другите. Ние како да имаме направено пакт со државата и тие малку да даваат, а ние пак Помалку да испорачуваме. Не, помалку едноставно да не го даваме својот максимум. Така. Во изминатите 30 и неколку години нашата држава имаше поставено неколку мерки кои би требало да ја зголемат научно-истражувачката работа и инвестициите во научно-истражувачката работа. Лаборатории, средства за лабораторија, акредитирање, па уште постојат финансирање нели на учениците кои имаат трудови со импакт фактор и така натаму, но нашата држава реално нема одржливи системски мерки со кои би се подобрувала науката и научното истражување и резултатите од година во година. Колку либерализацијата на високото образование му создаде нелојална конкуренција на УКИМ во последните 2,5 декади, и колку придонесе самиот УКИМ да ги намали критериумите за оценување и барање на знањето од страв дека студентите би можеле да избегаат кон универзитети со полиберална политика на испитување. Дали воопшто овој проект на либерализација на високото образование беше успешен или направи повеќе штета отколку некаков бенефит? Од 90-тите години наваму сум мислел дека сигурно треба да има и приватно образование. Да. Прво универзитети, па средно, па и основно. И основно. Ама да бидеме реални. Во светот, приватните универзитети, училишта, коледжи и така натаму, се супериорни во однос на државните. Така е. Кај нас е обратно. Да. И тогаш нешто не чини. Што може да не чини? При акредитацијата на ваквите универзитети и школи на пониско ниво, многу треба да се внимава дали се исполнети сите услови. Така. Не знам дали се внимава. Јас на вистина не знам. Добро Ние прашање. имаме 24, 5, 6, не знам колку веќе, универзитети. Едно време имаше 22 или 23 правни факултети, тоа го знам. Така. Тоа значи соодветства веројатно и на бројот на универзитети, претпоставувам. Не ти звучи тоа малце претерано? Апсолутно. 25 да речеме, еве. Има многу поголеми држави со многу помалку универзитети. Вкупно државни и приватни. Да. Србија 3 пати, брату, поголема од Македонија, има само 8 државни универзитети. Да. Македонија ги има 6. Според мене, секој монопол, на времето УКИМ и Да. уште битолскиот беа монопол, го намалува квалитетот во било која област. Сигурно. Но јас мислам дека со академската фела тоа беше обратно. Сега кога имаме голем број на универзитети, некако по правило се нели таа либерализација која јас ја подразбирам така како што вие ја толкувате, доведе до пошироко видување на квалитетот, на оценките, на уписите и така натаму. Едноставно некогаш имаме и нелојална конкуренција. Да. Она што е лошо, што во државата ние немаме конзистентни политики за надворешна евалуација и за контрола на квалитетот. Да. УКИМ пред неколку месеци, мислам 2-3 месеци, донесе и цел систем мерки за контрола на квалитетот кои беа направени од пред 2-3 години и се надевам дека сега ќе може да ги
реализира, да ги имплементира, а и ќе биде пример за другите универзитети тоа да го направат. Добро, високото образование се соочува со еден друг голем проблем, а тоа е честата неизбалансираност во уписите на различните факултети. Во 90-тите, јасно се сеќавам, уписот на правен или економски факултет беше невозможна мисија ако не си, она како што велеа, скроз одличен во средна школа. Потоа како одминуваше времето, а и пазарот на труд бараше поинакви кадри, се чини дека овие факултети паднаа во заборав. На цена добија Финки и Фейт, односно оние кои произведуваат повеќе IT кадри, кои се профилираа како факултети со практична вредност. Сепак се чини дека произведуваме кадар повеќе наменет за странски фирми, дека ние ги школуваме идните IT инженерски работници во САД, Холандија, Германија, Италија, Канада и така натаму. Како да излеземе од оваа замка во која ние ги школуваме, а други ги ползуваат нашите идни инженери, IT експерти и врвни научници? Дали воопшто можно да се адресира овој проблем? Прво на последното. До некаде би можело. Така. Да се ублажи, можеби. Неизбалансираност, велиш, на уписите, кога имаш неизбалансиран број на универзитети, тогаш секој ќе се бори за свое Така. парче небо под сонцето и нормално е на државни универзитети бројот на студенти да не може да биде многу различен од она што е интерес на државата. Да. Значи да не бидеме ние наставниците, деканите, ректорите и така, оние што ќе ги проценуваат потребите. Јасно. Државата треба да ги процени. За приватните универзитети е друга работата. До некаде е тука ризик на финансиерот. Јасно, да. Ама се уште некоја мерка треба да има. А точно е дека отворањето на преголем број универзитети ги оштетува најдобрите универзитети. Да. Заради тоа што во Македонија, за жал, се уште важи она. Имаш диплома? Имаш се. Немаш диплома? Ајде, гитла. Проблемот почна многу порано, кога се донесе одлука средното образование да биде задолжително, со цел намалување на невработеноста. Значи, Така. тоа беше една политика кој зафати реални буџети во средното образование на сметка на што се намали квалитетот на образовниот процес уште во средното училиште. Да. И наместо младите да бараат работа, нели, со како мајстори и занаетчи, тие сите одеа на факултет. Продолжуваа. И тоа беше причината што се бара сите петки, например, за да можете да се запишете на факултетот. Па јас кога зборувам за практичност на факултет, за мене сите факултети треба да бидат практични, па дури и правниот и економскиот. Практичноста доаѓа во насоката на тоа да студентите добиваат практични знаења уште во текот на студирањето за да се вработат. Добро, врзано за ова, една од најголемите критики на УКИМ беше дека недоволно комуницира со пазарот на труд. Имаме ли или имало ли во минатото некаква стратегија за надминување на овој проблем? Се чини дека поголем проблем е локалниот пазар на труд отколку глобалниот, со оглед дека таму нашите студенти сосема солидно се пронаоѓаат. Целосно се сложувам со ова. Значи, ние сме се покажале пред светот дека нашите дипломи не се измислени. Апсолутно. Дека тие соодветствуваат на декларираниот на квалитет. Така е. Проблемот се разбира за во државата. Така што за нас е релевантен локалниот пазар на трудот. Апсолутно. Оти на крајот на краиштата ние инвестираме во државни универзитети. За да ни се врати. За да ни се врати нам, се разбира. Не е да им угодиме на холандјаните, англичаните, германците, нордиците, америте. Интелектуалната миграција е реална. Значи, секогаш младите од земјите кои се со помал развој одат во поразвиените земји. Тоа дури на развиените земји им се случува. Да, на сите земји, значи секој пат се тежне кон другите земји, да се оди кон побогати земји и кон поуспешни компании. Јас не би се согласила дека нашиот универзитет е виновен за тоа што соработката помеѓу компаниите и универзитетот не е на значително ниво, односно не гледаме резултати. Може би има соработка, но не гледаме резултати. Знаете, сите компании барат брза заработувачка со добро квалификуван кадар. Некогаш компаниите очекуваат дека студентите кои треба
да дојдат кај нив по завршувањето, треба да бидат целосно обучени и веднаш да се вклучат во индустријскиот процес. Тоа е неможно. Многу малку компании даваат стипендии, многу малку компании отвараат малку. Има компании, реално, значи можеме да кажеме дека ги има, но реално немаме системски процес нашите студенти, не само нашите, сите студенти во државата, во Македонија, студирајки, сите да бидат офатени со практична работа, а поквалитетните да имаат стипендии. Зошто? Ако некој студент оди во некоја компанија, реално и компанијата ќе види дали тој студент е за таа компанија, да ќе го види, а и студентот ќе реши дали кариерата сака да ја продолжи таму. Така е. Сосема за крај, што му е потребно на најстариот и сепак најуспешен универзитет во државата да се помести од, барем така гледаме на тоа, нели, мртва точка и да застане повторно како бастион на науката не само во државата, не само во регионот, туку и во глобални рамки. Имаме ли сила, капацитет и пред се волја? За пари знаеме дека немаме. Тоа ни е јасно. Обратно, ја точно знам колку пари имам у джеп. Не прашувам. Добро, дали можеме и што е потребно? Најважното е за сега сторено. Имаме нов ректор. Тоа е многу важно. Да. Важно е заради тоа што ректорот е оној што го води универзитетот и треба да биде човек со визија. Визија за универзитетот, не за, како што велеше покојниот мој пријател Ѓорги Марјановиќ, за сопственото благоутробие. Тоа не бираме ректор за да му биде нему добро. Бираме ректор за да не биде нам добро. И да очекуваме, меѓу 2000-те најдобри универзитети сме, да очекуваме дека новиот ректор, новата ректорка, ќе биде малку повеќе посветена на развој и популаризација на студиските програми на универзитетот, отколку на самата себе. Нели нас ние од нова година наваму имаме и добро покачена плата, сериозно, солидно. Од другата нова година ќе биде уште подобро, така очекуваме. Значи, она што како академски кадар сме препознаени од државата дека вредиме, дојде сега до израз, останува сега ние малку повеќе да се вклучиме во подобрување и на наставно-образовниот процес, но исто така и на научната работа, нели, да се вклучиме, да ја зголемиме научната работа. Наместо заклучок, неколку помалку прикажувани статистики. Најбогат универзитет во светот е Харвард со фонд од 40,9 милиарди долари. Вториот најбогат е Јейл со фонд од 31,11 милиарди долари. Третиот, четвртиот и петиот универзитет се универзитетот во Тексас, Стенфорд и Принстон со фондови од 30,1 милиарди долари, 28,9 милиарди долари и 26,6 милиарди долари соодветно. Од оние на кои се угледаме во регионот, универзитетот во Белград имат буџет од 160 милиони евра, Загреб располага со околу 324,5 милиони евра, а Софија има околу 125 милиони евра. УКИМ располага со околу 98 милиони евра, што споредено со регионот и не е така малку. Не е заклучокот дека е се во парите, но јасно е дека во многу аспекти заостануваме зад развиениот свет, па дури и регионот. Во академското влијанието е импакт исто така. Останува да се надеваме дека и покрај всушност не така лошиот рейтинг, тој ќе се подобри над она што буџетот и капацитетите го нудат и поддршката од државата. До тогаш, голем поздрав од вашиот подкаст домаќин, професор доктор Ненад Марковиќ.